Кој како да ги избира делителите на правдата во Македонија? Составот, структурата на судскиот совет како модел е уставно утврдена. И затоа велам, за да се влезе во таква промена, како што се најавува, мора да се влезе и во уставни амандмани. Мандатот не е проблем, тој е гарант. Меѓутоа, селекцијата на судиите го детерминира составот на судството. Академијата на некој начин потврли околу изборот и начинот на кој беа избрани дел од кандидатите? На неколку пати потврли при изборот на кандидатите. Во добар дел судиите и судовите, особено во кривичните постапки, зависат од тоа што ќе се работи претходно во истрага јавниот обвинител. Дали со овие измени може да се очекува поефикасно функционирање на органите на управување? Суштински не навлегуваме ние во некои нови надлежности или нова техника или нов начин на работа. Иновација нема. Без никаква изненада, победител на оваа партија и големото враќање на политичката сцена е на партија ГЕРБ на лидерот Бојко Борисов и бившиот премиер на Българија. Това е првото нешто. Второто е загубата на либералите. За македонската публика најпознатото име е Кирил Петков, бившиот премиер. Прогресот е само и исклучиво во новото, различното, посебното. Ова е ваша констатација. И длабоко сум уверен во тоа. Не постои друг начин за човек и лично да се менува, ама и целото општество да се менува и да оди на подобро. Стариот кабинет во последен клинч со новиот кормилар на владата. Опозиционерот Лога против мандатарот Мицковски. Министерот за правда на крајот од мандатот и конечно ги објави предлозите на македонските експерти околу новиот модел за избор и надлежности на судскиот совет. Пред речиси една година во Скопје беше европски тим за евалуација на постапките и критериумите, пошто ни понудија пакет за промени во модел за приоритети на најважното тело за избор и разрешување на суди. Кој како да ги избира делителите на правдата во Македонија? Колку е компетентен судскиот совет и советот на јавни обвинители? Во вечерашното издание на Тренинг соговорник ќе биде Мирјана Лазарова Трајковска, судија во Врховниот суд, поранешна судика во Уставниот суд, дел, односно 9 години беше дел од Европскиот суд во Страсбург. Добро дојдовте во емисијата. Благодарам. Според оваа првична моја најава, можеби првото прашање ќе звучи вулгарно и ќе го вулгаризирам до степен дали се бараат сушност се докоси возрастни авторитети со минимум 20 години работен стаж и искуство, кои ќе имаат авторитет до тој степен да може да избираат и разрешуваат суди според критериум кои го бараат европските институции. Факт е дека со години назад, не само од овој состав на судскиот совет, меѓутоа години назад, судскиот совет беше посочуван како најважен, најзначаен сегмент од правосудниот систем кој треба да биде гарантор на независноста и непристрасноста на судовите и на судиите. И постои потреба од измени. Ние видовме дека уште од декември 2022 година самиот судски совет како да почна да се самораспушта на некој начин со постапките и со се што следуваше после тоа. И доаѓањето на оценската мисија всушност ги детектира слабостите, проблемите на функционирањето пред се на судскиот совет, но еднакво и на советот на јавни обвинители. Тоа се тела кои што влијаат и на угледот и на интегритетот на судството, бидејќи од надвор, ако телото кое треба да биде само регулаторно, административно тело на судството не може да се уреди самото себе, има проблеми. Кај нас проблемите кои што ги детектираше оценската мисија се во законската рамка, таа мора да се подобри, да се смени, меѓутоа и некои од предлозите кои тие ги дадоа одат и во посуштински реформи, и тие упатуваат не само на измени на законот, тие упатуваат и на уставни амандмани.
со промената на власта се отвара дилемата и се отвори идејата која промовира мандатарот за состав на владата за распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители. Како вие гледате околу оваа можност која се најавува? Упадот во мандат на тело како што е судскиот совет не може да се изврши лесно преку закон. Значи, моделот на судскиот совет, мандатот на членовите на судскиот совет, утврдени се со Уставот, поточно со двата уставни амандмани кои следеа во 2001 и 2005 година. Значи, мандатот, составот, структурата на судскиот совет како модел е уставно утврдена. И затоа велам, за да се влезе во таква промена, како што се најавува во време на кампањата на новата влада која треба да дојде, мора да се влезе и во уставни амандмани. Госпоѓа Лазарова, дали ни е потребен, треба да се стави крај на праксата на доживотен или траен мандат на судиите и обвинителите? На судиите изборот на тоа што вие го велите доживотен мандат или јас би рекла мандат од кариера не е некаква наша определба државна, таа е предмет на регулативи, на директиви на Европската Унија, исто така и посебни експертски тела во Советот на Европа како гарантор на независноста и на непристрасноста на судиите го врзуваат со мандатот. Мандатот е важен. И овде не се работи за доживотен мандат како што имаат судиите на Врховниот суд во Соединетите Американски држави, туку се работи за мандат врзан со работен век кој што е регулиран со специјалните закони во однос на должината на работниот век и кој по мене треба наместо со досегашните решенија со лекс генералис да се влезе во законот за судови. Мандатот не е проблем, тој е гарант. Меѓутоа, селекцијата на судиите го детерминира составот на судството. Дали ќе имаме судии со интегритет или без интегритет, важна е првичната селекција при приемот во Академијата за обука и тренинг на судиите. Во однос на Академијата, дали тука гледате дека Академијата на некој начин потврли околу изборот и начинот на кој беа избрани дел од кандидатите? Па тоа е вториот дел од, така да кажам, од двата главни филтри кои на неколку пати потврли при изборот на кандидатите. И кога се зборува за Академијата, перцепцијата е за судството. И преку Академијата се гради или не се гради углед на судството. Дотолку повеќе што во Академијата седат и суди во управниот одбор на Академијата. Значи, тие можат да влијаат на поставеноста на Академијата. Нашиот концепт на Академијата, кога таа се формираше пред повеќе од 20 години, беше поврзан со концептот на Академијата за обука на суди и обвинители во Република Франција. Но, за жал, филтерот на прочистување на новите кандидати на неколку пати потврди во пракса. И тоа створи слика која што не беше баш, не оставаше впечаток на објективност во приемот на кандидатите. Дали недовербата во правосудниот систем треба исклучиво вината да се бара кај делителите на правдата и обвинителите? Каде е изворот на ниската доверба во правосудството? Веќе, јас би рекла, повеќе од 20 години, повеќе од 2 децении, вината се бара во судството и за грешки на законодавецот, и за грешки на извршната власт, и за системски грешки на останатите институции. Падот на интегритетот на судството е системска работа и градењето на интегритетот на судството е секако работа и на самите суди, преку одлуките, преку појавноста. Ние велиме правдата треба да биде видливо изречена, не само изречена. Меѓутоа, во добар дел судиите и судовите, особено во кривичните постапки, зависат од тоа што ќе се работи претходно
во истрага јавниот обвинител. Каков предмет ќе подготви јавниот обвинител за да може да постапува судијата? Се фокусирам сега на кривичните постапки, бидејќи тие беа најчесто во фокусот на јавноста. За жал, многу малку се прави аналитичко пристапување кон работата на судиите, многу малку анализа се прави на структурата на предметите кои проаѓаат низ судовите. Судовите не се занимаваат само со политичари, судиите не судат само предмети поврзани со некакви поврзаности од политичка природа со корупција и така натаму. Судиите судат многу потешки предмети од овие, кои покажуваат една слика која не е многу пријатна за едно општество во кое културата на насилство, растечкиот број на висок криминал, меѓу него и организираниот криминал поврзан со корупцијата е присутен. Во делот на корупцијата, криминалот, неказнивоста, ние имаме случаи, судски предмети кои свесно се држат долго време во фиока со цел тие да застарат. Дали оваа политика на неказнивост, особено кај дел од вашите колеги, им остава простор за нивно договарање, преговарање? Препознавате ли некаква спрега помеѓу извршната, судската власт, бизнис елитите? Па тоа се констатации кои што провејуваат низ извештаите на Европската комисија, јасни констатации во извештајот на State Departmentот, секако дека се препознаени и дека се видливи. Прашањето е на справување со како да се скрати тој синџир? Како да се скрати, бидејќи синџирот не започнува и не завршува со обвинителството и судството. Тој е многу поширок, многу подолг како синџир. И секоја од тие алки е цврсто зграбена кон другата алка. Ние мораме да покажеме во тој дел капацитет за справување, бидејќи кога зборувате за синџир поврзан меѓу судиите, обвинителите, надворешни фактори од типот на бизнисмени, политичари и други групи кои имаат интерес за одолговлекување на постапките и во кривичните постапки за неказнивост, тоа подразбира пресекување на најжилавите алки во тој систем. И ова е работа за органите на прогонот, ова е работа за полицијата, за финансиската полиција, ова е работа за управата за приходи. Оти на крајот на денот, сето тоа води кон некаква добивка, како велат, следете ги парите за да го откриете крадецот во таквата ситуација, за да го откриете куколјот во житото. Денове се отвори постапка против судија од Врховниот суд, со тезата која е веројатно препознаена и јавно позната дека имаме непотизам, клиентелизам. Како е возможно судија на Врховен суд да си дозволи таков луксус? Па имате негова сопруга која што е обвинителка, неговиот син кој е исто така судија. Фали уште адвокати. Дали во ваков сооднос може да говориме за правилно постапување, судење врз основа на докази? Овој конкретен предмет, вие знаете, во постапка на истрага и нема да го коментираме. Јас би зборувала за поврзаностите на судиите со обвинители, со адвокати кои се составен дел на нивното семејство. Македонија е мала земја и ние имаме такви семејства каде што и брачните партнери се во правосудниот систем, меѓутоа и нивните деца тргнуваат по нивните стапки. И тоа не е невообичаено. Тоа се среќава и во другите земји, меѓутоа постојат системски решенија како да се надмине тоа умрежување, тој непотизам или поврзаност. Например, бидејќи ние тргаме по моделот на кариерен систем сличен на овој во Франција,
По завршувањето на академијата, ако синот или ќерката на судијата влегува веќе во таа професија, никако не треба да бидат пред се распоредени во истото, например, апелационо подрачје. Но во Франција има еден друг систем. Таму вие не можете да се вратите да работите во градот од кај што потекнувате. Најдобрите студенти на Академијата за суди и обвинители одат во централното подрачје, во Париз и во овој дел на околу Париз, бидејќи тоа е најпосакуваниот дел за работа во правосудните институции. Другите се распоредуваат во сосема други делови, во сосема други градови на државата и за време на нивната кариера тие може да бараат преместување во друг град, меѓутоа дури некаде при крајот на кариерата може да се вратат од местото од каде што потекнуваат. Кај нас имаме еден обратен систем, или се сите концентрирани во едно место, па тука ќе ги сретнете во различните правосудни институции, или пак сите бараат да бидат во Скопје, во двата основни судови во Скопје. Госпожа Лазарова Трајковска, ќе бидам многу директен. Дали негативната перцепција ја лоцирате пред се во Академијата и Судскиот совет? Тоа не е мое сознание, така е поставен системот. Првиот филтер кој што ги пропушта новите судии, вториот филтер кој што учествува во надградувањето на судиите во кариерата, кој што прави селекција кој од основните судови ќе оди во апелација и кој во врховен. Тоа се двата главни столба кои што треба да помогнат за градење и подобрување на интегритетот на судството. Меѓу нив се судиите со својот личен интегритет и со својата работа. Токму така. Тие се двете институции, главни, и тие се институциите на кои што реформата мора да биде фокусирана. Следите тренинг, гостин во емисијата, госпоја Мирјана Лазарова Трајковска, судија во Врховниот суд, долгогодишна судика беше во Европскиот суд во Страсбург, поранешна судика во Уставниот суд. Госпоја Лазарова денове беше избран новиот претседател на Уставниот суд, бевте дел од Уставниот суд. Константиновски сугерира дека Уставниот суд ќе направи длабински реформи и ќе иницира, односно самиот Уставен суд ќе иницира постапки кои треба да се отворат, без да чека некој друг да им дошепне. Што е вашиот став? Зошто Уставниот суд, или може ќе го преформулирам прашањето, дали Уставниот суд и Врховниот суд се дел исто така од оваа лоша слика за состојбите во македонскиот правосуден систем? Правосудниот систем е една целина. Вие не можете да се фокусирате на еден суд, да кажете тој допринесе, или пак да ги амнестирате судовите уставен или врховен. Ние сите допринесуваме за сликата на судството. Ако ги погледнете резултатите на Врховниот суд за минатата година, вие ќе видите и со така намалениот број на суди, Врховниот суд е ажурен суд. Меѓутоа, тоа изискува енормно многу енергија и големи напори. Меѓутоа, целата слика, кога се пишуваат извештаите на меѓународните организации, целата слика се гради на правосудниот систем како целина. И него сочинуваат само судовите, па тука се и адвокатите, овде е и државниот правобранител, овде е и народниот правобранител како институции кои што се поврзани со правосудството. Веќе ги спомнавме двете клучни институции. Тоа е една целина од која никој не може да се повлече или да се амнестира. Најавите на новиот претседател на Уставен суд за мене се важни. Јас силно ги поддржувам овие напори на Уставниот суд да се реформира. Некои работи може да се направат и надвор од легислативни промени во форма на амандмани. Дури и често пати се зборува дека недостасува закон за Уставен суд. Па и со деловник на Уставен суд може да функционира Уставниот суд, затоа што и тој му дава можност
како што најави председателот понекогаш, само иницијативно да отпочне постапка за оценка на противуставен закон или противуставен правилник. Тоа некој може да каже дека е некаков судиски активизам, ама хајде да видиме и еден уставен суд каде што и судскиот активизам ќе дојде на површина. Од друга страна, овој суд е некако на страна од редовното судство и како што реков на уставната жалба ќе биде начин, ќе биде форма тој да се занимава со аспектите на правичното судење пред тие да одат пред меѓународен суд. Во 2017 година ваша изјава велите Врховниот суд не може да си дозволи да не ги прифати бомбите како докази, но потоа се изведоа процеси во кои преслушуваните разговори се маргинализира. Последниве години делот предметите застареа, особено и после измените на кривичниот законник, делот судските случаи беа преквалификувани. За каква правна сигурност може да говориме во ваква ситуација? Да. Тоа е оној елемент кога друга власт ќе упадне во работата на судската власт и се што сработил судот ќе отиде низ вода, така да кажам. Упадот со измените на кривичниот законник во постапки кои што беа пред судовите нанесе голема штета за која тешко можеме да кажеме кои се последици ќе ги гледаме. Едно е, и тоа е урнисување на интегритетот на судството, ако сакате. Кога еден предмет се работи, се сработува и одеднаш со упад во казнената политика на една земја, вие рушите се што било претходно сработено и она што треба да се сработи од она што се случувало во делот на злоупотребата на службената положба или од корупцијските предмети. Јас не ги врзувам, не ја врзувам оваа измена на кривичниот законник само за предметите и за постапките кои што вие ги кажавте, туку генерално на креирање на една политика на неказнивост за одредена категорија на граѓани, не за сите граѓани, која креира незадоволство кај обичниот граѓанин кон судството, бидејќи кога вие ќе кажете предметот застарел заради измените на кривичниот законник, мора да го примениме ние подобриот закон, во овој момент перцепцијата е дека судот ја донел одлуката, ама судот мора да го почитува законот кој што е во сила. И затоа кога се прават такви краткорочни упади кои што нанесуваат штета од размери кои тешко е да ги предвидите, последиците пак паѓаат на грбот на судството. Па ние слушавме повикувања дека измените се направени затоа што судовите постапувале бавно, а од друга страна тие кои што постапувале бавно и не ги решавале предметите, остануваат неказнети. Господја Лазарова Трајковска, деновиве, односно неодамна се вративте од Германија, државте обука за суди и обвинители. Кои се столбовите за добрева во правосудниот систем во Европската Унија и зошто и после низа години нема ништо или се заборавија препораките на германскиот правен експерт Прибе. Нема ништо од трите Р. Реформи, реформи, реформи. Па еве имаме најава за реформи. И јас би сакала да верувам дека се искрени овие најави за реформи. Колку години зборуваме за реформи? Ние сме систем во градење. Тоа не може туку така преку ноќ да се промени. Важно е она што се изградило да не се руши, како упадот со кривичниот законник. Не може ако вие сте тргнале во одреден правец и одеднаш со некакви популистички мерки да срушите се што претходно сте подготвиле. Јас верувам дека препораките на Прибе се тука. Тие провејуваат и низ извештајот на Европската оценска комисија. Европската комисија со годишните извештаи постојано не предупредува дека не ни се добри реформите.
во судството, како и да не се отпочнати како што треба. Вие ме вративте на моите предавања во Европскиот правен институт и во Европската академија за обука на суди и обвинители. Јас таму држам предавања на обвинители, суди и адвокати од Европската унија. Разликата меѓу нив како слушатели, како луѓе кои што сакат да научат и публикумот кој што понекогаш на конференции и настани го имаме тука, е во тоа што таму чувствувате искрена посветеност и искрена фокусираност на тоа да се научи, да се дознае, да се примени, да се спореди. И мислам дека тој дел кај нас останува да фали. Добра, квалитетна, здрава обука не само на суди и обвинители, туку и на адвокати, на полицијата, за да функционира целиот систем од предистрага, истрага во судските постапки. Да завршам со тоа што вие завршивте во делот на препораките на Прибе, тие се тука. Реформите кај нас мора да започнат на цврсти и здрави столбови. Прво, имаме проблеми со слабата образовна подготвеност на луѓето кои што доаѓаат во професиите, и во судството, и во обвинителството, и во адвокатурата, па ако сакате и во новинарството. Бидејќи новинарството е составен дел на борбата против корупцијата и против криминалот. Без отворено, транспарентно, без истражувачко новинарство, многу работи ќе останат неотворени, неспознаени, недознаени. Од друга страна, судството исто така мора да се профилира на начин да биде уште поотворено и уште потранспарентно во она што успева да го сработи. И јас верувам и во еден друг аспект важен за реформите на правосудниот систем. Мора да постои диалог меѓу трите власти: законодавната, извршната и судската. Не може извршната власт да предлага закони врзани за судството, а да не го чуе гласот на судството. Не може законодавецот да донесе брзи и кратки во скратена постапка закони кои што го орнисуваат судскиот систем. Значи, диалог меѓу институциите. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Молам, ми беше задоволство. Мирјана Лазарова, трајковска судика во Врховниот суд, поранешна судика во Уставниот суд, 9 години ги помина во Европскиот суд во Страсбург. Кратка пауза за реклами и продолжуваме со следните содржини за ово издание на Тренинг. Следете на. Нова влада, поброен кабинет и закон за редуцирање на многуте регулаторни тела со директор и шофер. Вака може да се поедностават мотивите за новиот закон. Во обезбедување на двотретинското мнозинство, мандатарот изведе политички маневр, со ДУИ обезбедувајќи 88 гласови. Борбата против дуизација засега е трансформирана во политика на партиска кохабитација. Во ово издание на Тренинг разговарам со универзитетскиот професор од Правниот факултет Драган Гоцевски. Професоре, како ги оценувате овие нови законски решенија околу реорганизација на владата? Првата оценка што мора да ја кажеме е дека техниката преку која се носи, начинот како е донесен е многу избрзан и остава многу отворени прашања зошто системски закон кој се носи со двотретинско мнозинство, еден од малкуте закони кои согласно уставот бараат двотретинско мнозинство, се донесе речиси преку ноќ. Од поднесување на предлог за законот од страна на еден подносител, еден пратеник, до усвојување на предлогот, до формирање, односно конституирање на матично тело кој треба да го разгледа и тоа да се изјасни за истиот ден вечерта после полнок околу 2:30 да се донесе истиот. Многу брзо. Без влада, без јавна консултација, без ЕНЕР, без дискусија по тоа прашање. Тоа отвара многу прашања. Зошто толку многу се брза? Сметам дека еден оваков закон бара малку повеќе внимание и малку повеќе дискусија. Дали со овие измени може да се очекува поефикасно функционирање на органите на управување? Измените сами по себе не кажуваат ништо. Затоа што суштински не навлегуваме ние во некои нови надлежности или нова техника или нов начин на работа. Иновација нема. Станува збор само за реорганизација на системот. Односно, еден облик на
управна организација се трансформира во друг. Имаме неколку самостојни органи на управата кои се укинати, имаме сите инспекторати и се изземени од надлежноста на овој закон, за тоа може да искоментираме малку подоцна. Имаме една управна организација, Геодетскиот завод за геодетски работи, кој се трансформира, односно станува дел од надлежноста на ново министерство. Една стручна служба на владата, Секретаријатот за европски прашања, се трансформира и станува министерство. Така да еден за еден, може би нови институции има малку. Една, две или три. Некои се укинати. Исто мал број. Оно што го добиваме е само нов назив и нови министерства. Со горе-доле истите надлежности. Со можеби некоја иновација. Суштински, од овој закон не можеме да процениме дали поефикасно ќе се работи. Особено знаејќи дека ефикасноста се мери како равенка. Таа е математичка. Колку единици инпут внесувате за која единица време да добиете една единица output. Од 16 министерства се имаме 20 министерства горе-доле да го прават тоа што и претходно го правеле 16 плюс стручна служба на влада. Со новата реорганизација сега ќе имаме 4 министерства повеќе, дури повеќе и од владата во Германија, Франција, Грција, Бугарија. Какви би можеле да бидат или какви ќе бидат финансиските импликации врз буџетот? Се тоа зависи од бројот на мерки и програми кои што ќе ги воведат, кои сака да ги спроведат. И уште еден аспект околу фиксните расходи, тоа е колка број на вработени ќе имаат. Затоа што сега според преводните одредби на предлог закон, што е сега веќе новиот закон што е донесен, само разбираме дека ќе ги преземаат постојните вработени. Цели сектори ќе се трансферираат од труд и социјална политика, ќе отиде труд во економија, Заводот за геодетски работи ќе отидат во новото Министерство за геодетски истражувања, рударство и така натаму. Така да, у првиот бран, навистина е многу тешко да видиме што точно ќе се случи. Моја процена е дека веројатно ќе изразат потреба од нови раководни кадри, нови раководители на сектори оделенија, за да може да се етаблираат новите министерства такви какви што се. Што значи дека ќе биде потреба од нови вработувања? Нови вработувања, нови унапредувања или и нови вработувања. Моја проценка е дека тоа ќе се случи у првиот бран. Не верувам дека само со синтетичко превземање, такво механичко превземање на цели сектори во новите институции, дека ќе застанат и ќе кажат еве сега доволно сме екипирани, сите не се одговараат. Мислам, барам тоа ми е скепсата. Иако е сето тоа многу тешко да се процени, да се види само од овој закон. Затоа што новите институции, било која институција што е фатена со трансформација, ќе мора да донесе правна и внатрешна организација, правна систематизација на работни места, нови планови за работа. Системот на архивирање мора да им се воспостави со нови кодови, со нови бројки, деловодниците внатре мора да се согласат. Колку би траел тој процес на систематизација и трансформација на органите на управување? Роковите се веќе зададени во законот и се спомнуваат 2 рока, 5 и 6 месеци. Така да ако успеат се да завршат така како што е предвидено, тоа е за 6 месеци од сега треба да се и правно етаблирани и конституирани. Макар да и тука има одредени куриозитети, кои што не се на оперативно ниво не се проблематични, туку чисто се едно љубопитство. Например, зошто во преземањето на работите од надлежност на Министерството за информатичко општество администрација, неговите работи сега ќе ги обавува Министерот за дигитална трансформација, додека не се конституира Министерството за јавна администрација. А зошто не е обратно? Кога би очекувале, затоа што тоа Министерство ќе дава согласности на новите акти за систематизација на сите други органи на управа. Зошто не е Министерот за јавна администрација наследник на Министерството за информатичко општество администрација, а дигитална трансформација да треба да се доконституира. Туку обратно, така да ето тоа се некои куриозитети, не знам. Иако мора да признаеме дека одредени решенија им се рационални и се и препораки, не од сега, туку и од поодамна. Например, трудот е економска категорија. До Северна Македонија беше дел од труд и социјална политика, затоа што со децени имавме многу висока стапка на невработеност, прашање на стечајци и претпоставам дека ради пристапноста или некаква кохерентното носење на политики, вработувања, социјална парична помош, парични трансфери,
пензиско-инвалидско осигурување, ради тие причини дека труд и социјална политика беа еден ресор, иако секаде трудот е економска категорија. Дали со законските измени јасно се дефинираат типологиите на институциите кои што функционираат во моментов и кои што треба да функционираат со усвојувањето на овој закон? Па некоја драматична промена од предходниот закон во поглед на начинот како се дефинирани нема. Стануваме на исто. Само се укинат институтите и заводите како организацијски облик. Стануваме на исто. Колку што беа јасни од 2000 до сега, толку се и сега. Државата е заробена од партизирана и неефикасна администрација. Каде го гледате решението и зошто мерит системот е нефункционален? Настана како резултат на клиентелизам, затоа што клиентелистичкиот начин на вработување е многу ефективен. И во услови на неизвестност, на реткост на понуда на труд, едно од гаранциите што ги даваше вработувањето во јавниот сектор беше сигурни социјални придонеси, сигурна можност за кредит. Тоа му даваше атрактивност на јавниот сектор како место за вработување. Така да клиентелистички настана. Она што сега ќе се соочиме е дефицит на луѓе кои воопшто ќе сакаат, на квалитетни, мотивирани ентузијасти кои воопшто ќе сакаат да влезат во администрација, затоа што наназад последниве 4-5 години се поголем број од местата се пополнуваат по пат на јавен оглас преку кои на кои се јавуваат веќе вработени во јавниот сектор, кои сакаат од една во друга институција, неколку скали погоре да преминат. Нови луѓе, свежи, ентузијасти, мотивирани се поретко наоѓаме. Дури што повеќе од 2017 почна, односно е констатирано и станува веќе се помалигно е губењето на кадри. Во јавниот сектор има околу 1370 институции, вклучително министерства, во кои активно се вработени 128.879 луѓе. Бројката стигнува до околу 160.000 со оние кои се вработени на договор на дело. Според изборната програма промени 1198 на ВМРО ДПМ, новата влада треба да укине над 130 државни институции за да го исполни ветувањето дали власта всушност ќе биде сервис, односно институциите ќе бидат сервис на граѓаните или и натаму ќе се соочиме со неефикасна администрација. Навистина е тешко тоа да се прогнозира од оваа гледна точка, затоа што барем од почеток имаме власт која и без влада носи многу сериозни одлуки, без никаква отчет, без никаква транспарентност, така да е многу тешко да без увид во некакви конкретни материјали што точно ќе преземат, многу е тешко да знаеме што ќе се случи. Дали ќе бидат продуктивни зависи од агилноста и посветеноста на самите носители на јавни функции, колку они како партии помеѓу себе ќе бидат кохерентни во носењето на политики и желбата, интенцијата истите да се спроведуваат. Доколку се посветени, можеби ќе има и ефект и ќе имаме некакви резултати. Посакувани, секако. Доколку не се, доколку им се појават одредени предизвицки пречки, затоа што оваа држава, они не се прва власт која сега доаѓа на власт. 30 години државност има државава и сите се соочувале со одредени неочекувани работи, не се снашна најдобро. Така да навистина е многу тешко да дадам цврста, јасна квалификација дали ќе имаме неуспешна влада во потполност, дали ќе остане партизирана администрацијата, кадри се помалку има во државата, па и за јавниот сектор квалитетни кадри има се помалку. Ќе има потешкотија и да ги најдат, и да ги привлечат, и да ги задржат. А треба да видиме понатаму од нивната посветеност што точно ќе работат, за да знаеме дали ќе има некакви мерки кои ни се посакувани, затоа што гледаме веќе дека со меѓународната заедница не се на најтоплите односи, да речеме дека еве надежите се дека тоа малку ќе омекне. Околу укинувањето на институции, да, се согласувам дека треба да има редукција на бројот на институции. Меѓутоа и тоа мора да се направи со некаква функционална анализа. Колкав обем на работа имаат, колку вработени имаат, дали постои превработеност, дали постои воопшто изличност од некои институции. Но и тоа сакаме да го видиме низ некаква анализа. А да не биде интуитивен одговор, да полижам прсти да го дигнам во воздух, вака дува, така дува, многу е несериозно да кажувам такви квалификации. Видите дека е потребно редуцирање на институциите, ако е така, колку реално треба да изнесува бројот на административци?
Бројот на вработени или бројот на институции? Тоа се две прашања. Бројот на вработени. Бројот на Ако вработени, велите дека бројот на институции е преголем. бројот на институции е голем, меѓутоа не е преголем. Затоа што ние имаме една од помалите администрации во регионот. Ако гледаме бројот на вработени во однос на вкупната вработеност. Не е толку голем. Проблемот е што не е продуктивна. Дури и со тој број на вработени не продуцира доволно за да може да се го оправда бројот. Не е продуктивна. Не ги задоволува услугите со таа динамика, со таа брзина и тој квалитет кој што на граѓаните би им бил задоволителен за да добиваме попозитивни оценки. Барем од меѓународните надворешни евалуации, од СИГМА и Европска комисија, да би добиваме попозитивни оценки, треба да демонстрираме поголема продуктивност. Напорите околу дигиталната трансформација, гледаме дека веќе подолг период се ветување, меѓутоа дисперзираниот пристап во дигитализирањето на јавните услуги резултира да некои институции, додека има агилен директор или министер на чело на ресорот, имаме некакви предвижувања, кога тој ќе се замине, тој процес се запира, се губи, регресира, не оди никаде. Бројот на вработени сметаме дека може да се намали. На ниво на органи на државна управа, ова што сега ќе ги имаме 20 министерства, плюс една стручна служба во влада, плюс СОЗР, плюс секретаријат за законодавство, значи секретаријат за генерален секретаријат на влада, плюс сите управи бироа, плюс инспекторатите, доколку не ги реформираат и нив набрзо, а имам скепса дека може би тоа брзо ќе се случи. Проценка е дека 12 до 13.000 луѓе може да работат таму. У некоја зголемена, подарежлива проценка и 14.000. Моменталната бројка од 15.900 е неоправдана. Не е оправдана. Благодарам за издвоеното време и разговорот. Секој добро. Следите Трилинка во продолжение. Во Европарламентот и понеделните избори во Европската Унија натаму се доминантни центристичко народните партии и социјалдемократите. Но расте влијанието и загриженоста и поради популарноста на крајната десница, особено во водечките земји како Франција и Германија. Во Бугарија пак се одржаа паралелни и парламентарни избори. ГЕРБ и Борисов победници, но како да се формира новата бугарска влада, за да се избегнат седми избори во последните 3-4 години. Деновиве пак порака од Вашингтон и Париз. Бајден и Макрон со директна прозивка и порака до идниот мандатар за состав на македонската влада Христијан Мицковски. Да се почитуваат меѓународните договори, што подразбира целосно спроведување на Преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија. Во наредните минути ќе слушнете анализа од нашиот колега од бугарската новинска агенција БГНЕС Љупчо Нешков. Еве ги неговите предвидувања и оценки по одржаните избори во Бугарија и односот на официјална Софија во однос на македонското прашање. Прво, благодарам за поканата да направиме анализа за политичката ситуација во Българија. Нема големо изненадување. За последните 2-3 години ова се 6 избори предвремени и българите многу често се мајтапат дека ако не гласат на 6 месеци има нешто кое што не е нормално. Но сега да поминеме кон вистинските резултати. Без никаква изненада, победител на оваа партија и големото враќање на политичката сцена е на партија ГЕРБ на лидерот Бојко Борисов и бившиот премиер на Българија. Това е првото нешто. Второто е загубата на либералите. За македонската публика најпознатото име е Кирил Петков, бившиот премиер, кој што е веќе на трета позиција и дури има тенденција, има прогнозе дека неговото распаѓање на тази коалиција ќе оди надолу. Третото е тоа што се случи одма после изборите, оставките. Оставките во либералниот сектор, сојузникот на Кирил Петков Христо Иванов и оставката на лидерот на Социјалистичката партија Корнелија Нинова, на бившите комунисти. Сега за Корнелија Нинова не е многу сигурно, затоа што она на секои избори дава оставка и после ја избираат затоа што имало голема љубов. Што ќе се случи од тука натака? Се предпоставува дека Бојко Борисов ќе направи се да создаде нова влада, редовна, не техничка како што е во моментот. Дали ќе успее, тоа ќе го видиме многу брзо.
Тоа е една од варијантите. Другата варијанта е техничката влада, која што е сега со господинот Главчев, да продолжи да функционира со некои промени, како една редовна влада, нормална, во иднина. Што ќе стане од тие два варијанта ќе видиме. Со сигурност за Македонија тоа што е важно е дека Бугарија ќе има и официјално нов министер за надворешни работи, затоа што сегашниот премиер ги извршува и двете должности, и премиер и министер за надворешни работи. Моето длабоко убедување е дека изборите не треба да влијаат на односите меѓу Бугарија и Македонија. Во никаков случај, ниту сега, ниту во минатото не требало да биде така, ниту пак во иднината. Бугарија и Македонија треба да имаат многу блиски односи со јасна перспектива, затоа што сето ова што се случува последните неколку години не е нормално. И се надевам идната влада во Македонија и во Българија да најдат тоа универсалното решение за една нормална комуникација на политичко ниво, затоа што во другите сфери луѓето си комуникираат нормално, тие си живеат, си се посетуваат, видите што се случува на Црно море или пак зимата во Банско. За обичниот човек реалноста е сосема друга и нема врска со тоа што се случува на политичката сцена. Иднината на односите е јасна. Дали со Мицковски или без Мицковски, дали со Борисов или без Борисов, добрите односи меѓу двете држави немаат алтернатива. Тоа што е важно за македонската публика, за македонските граѓани, тоа што треба они да го знаат и да бидат убедени во тоа, дека Българија нема да поставува никакви услови за европската перспектива на Македонија, ниту пак нешто ќе се променува. Тоа прашање е веќе во полето на македонските политичари и од нивната желба, од нивната искреност, дали они сакаат да продолжат по тој пат, ќе се реши тоа прашање. Во никаков случај, се друго, во никаков случај, повторувам, се е лага да се тврди дека од Софија ќе има некаков диктат, некаков притисок или било што. И мислам дека кога луѓето влегуваат во реалната власт, тоа многу брзо ќе го разберат, но многу поважно е тоа да го соопштат на своите сонародници. Вечерашниот соговорник во Тренинг е автор на музички видео спотови, краткометражни и долгометражни филмови. Дел е од авторската екипа на Омнибусот Скопје Ремикс, која доби специјалната награда за иновативност на фестивалот Балкански филм во Подградец. Неговите авторски дела се прикажувани на повеќе фестивали дома, но и во светот. Добре ден за Јане Алтипармаков. Здраво, фала ти за поканата. Алтипармаков, како се доживувате вие? Како историолог, музиколог, режисер? Така. Па претежно се доживувам како филмски работник, тоа ми е и официјалното звание, аз дипломирав филмски ТВ режија на Факултетот за драмски уметности, така да претежно се доживувам како филмски работник кој што има голема љубов кон музиката, навистина многу сакам и музика, од секојаш слушам музика, баш онака од мал, опколен од плочите на моите родители, така да таа комбинација на љубов кон музика, активност на музичката независна сцена и плюс моето филмско образување, валјда ја направија таа комбинација да имам изразит осет и да речеме љубов некоја кон музичката сцена и затоа тој дел, тој аспект го бирам како дел од филмското творештво. Во каков филм живееме? Па не живееме во добар филм, баш живееме, мене ми се чини у некој напет, лош, психоделичен филм, ај така да кажам. Наискрено. Иако не е се толку лошо, има и добри аспекти, нормално живење во тука, али може да биде многу подобро. Каква е вашето видување за тоа дали ние имаме стратегија подолгорочна во делот на културата, концепт кој знаеме каде треба да се инвестира во културата, каде сме добро ја водиме? Па, ми се чини дека немаме баш добра стратегија, вака како текст напишан збор можеби работиве не делуваат лошо, делуваат исправно и се, ама тоа спроведено пракса никогаш не е така. Мислам дека немаме сериозна стратегија, одамна е тоа проблем.
Значи со децении е проблем. Многу луѓе се разочаруваат од културната фела, особено од филмскиот свет, ја напуштаат оваа дејност или се оцелуваат од државата или прават нешто сосем трето, така да губиме еден добар образован кадар. Тоа е се резултат на немање вистинска стратегија или пак на убав пишан збор, али на неспроведување доволно пракса као што треба. Јас се надевам дека тоа ќе се среди, кога не знам. Се на секои неколку години очекуваме некаква квалитетна промена, тоа за жал не се случува баш така брзо, али ми се чини дека културата веќе е дојдено не на 5 до 12, туку е 12 и 20. Зошто културата е на маргините? Културата е на маргините зашто ми се чини дека Македонија по осамостојувањето не го свати оној концепт што поранешната СФРЈ го имаше укапирано уште у 50-тите и 60-тите години, а тоа дека културата е многу битен аспект, а за некои работи и главен амбасадор на една земја. И Македонија тоа не го свати како независна држава, ништо посебно не успеа да вложи. Луѓето тука сакаат уметност, сакаме уметност и едно време бевме доста активни, зборам како една поширока сцена, ама кога не се вложува, кога се нема стратегија, таа некоја сцена без разлика независна културна сцена се танчи, знаеш, се намалува. Така што Македонија од X причини не го свати тоа, не ја научи лекцијата од СФРЈ. Гледам дека нашиве соседи малку подобро се снаоѓаат, особено во филмскиот аспект, да не речеме една Србија, едно Косово, Хрватска, они работат интензивно, творат, се дешаваат ствари. Тука некако се е замрено и претпоставувам дека еден ден некој може и ќе свати дека е направена кардинална грешка. Се надевам дека тоа ќе се случи побрзо, за да можат работите колку толку да се исправат. Нас дефинитивно на културен план, а мене ми се чини на по-генерален општествен, ни треба еден сериозен рестарт. Бидејќи без тој рестарт не знам каде би отишле. Многу од нашите домашни и странски филмови, филмски проекции, нивниот век завршува тука. Имаме квалитетни продукти, меѓутоа зошто тие филмски проекции не знаеме или не умееме или немаме можеби капацитет дома да ги во странство повеќе да ги промовираме? Ми се чини дека има некој помак последниве години, се случија неколку проекти кои што има, да речеме, одјек во европската па и во светската јавност. Драгиот колега Ѓорче Ставревски со Исцелител имаше еден навистина пристоен успех по европските фестивали па и по светските. Тамара Котеска исто со филмов направен заедно со незиниот партнер Љубо, Медена земја, стигна и до номинација за Оскар. Така да има уште неколку други примери, ама ми се чини дека треба уште повеќе. Промоцијата ни е слаба страна, маркетингот ни е исто релативно слаба страна и пред се дистрибуцијата. Има некои луѓе кои што се обидуваат на тоа поле да ги мрднат работите, се надевам дека ќе успеат. Треба уште повеќе да бидеме присутни и ми се чини да бидеме малку похрабри во изборот на проекти и во начинот како ќе присуствуваме во европската и во светската јавност, бидејќи работите... Како да се подобри дистрибуцијата на македонскиот филм? Така. Мислам дека треба да има повеќе луѓе што се задолжени за тоа, да се оформат повеќе тимови и така има многу филмски работници и филмски дејци кои што немаат константна работа и би можеле евентуално да се најдат во некои такви тимови. Значи малце повеќе да се окрупнат тие менаџерски екипи и да се вложи во нив, да се создадат повеќе продукции кои што ќе бидат и дистрибутери и промотери, не само производители на едно дело, и со таков некој, да речеме, ланец на дистрибуција, евентуално би можеле да стигнеме некаде. Не верувам дека би можеле да им компарираме на Србија или на Хрватска, али да бидеме тука некаде со нашите директни соседи како Косово и Албанија и да бидеме и на тој начин присутни на светскава или барем на европскава мапа, филмска мапа. Алтипа Марков, Сива зона, подолг период работите на овој долгометражен филм. Насловот помалку изгледа предизвикувачки. Сива зона. Така. Живееме во сивило? Живееме комплетно во сивило и тоа одамна е така според мене. Јас се сеќавам дека во 90-тите години еден од првите омнибуси што се појави на тогаш независната македонска сцена беше омнибусот Светло сиво на Срđan, на Дарко и на Александар. И ние останавме тоа сивило. Знаеш,
некако од естетско веќе стана и сериозно, како да кажем, финансиски, па и културолошки, секакво си било. А да се навратам на проектот, проектот е фактички идеја на еден мој драг пријател со кој што соработувам веќе некое време, тоа е Радко Букшич, и заедно со Александар Касапинов имаат продукција со која што веќе неколку години имам можност да соработувам. Идејата е да се направи еден филм кој што би бил наречен Сива зона и би бил базиран на роман на еден познат хрватски писател, али ајде да не откривам се уште многу, а во суштина да се работи за еден психолошки трилер за еден полицаец од Балканот кој што успева да открие, за жал да западне во една сериозна мрежа на корупција, на мито и на мафијашење. И мислам дека е тоа доста актуелна тема, не за сега сите, романот е многу убаво напишан, има доста изнијансирана психолошка нишка, така што се надевам дека еден ден ќе стигнеме и како продукција, ќе стигнеме на некое ниво да можеме да го реализираме, бидејќи гледам предизвик во тој проект, не само што ме интересираат психолошки трилери, бидејќи тука може многу интересно да се игра со тој меѓучовечки аспект, тука ме интересира и тој, она што ти го споменав, тој аспект на актуелност, бидејќи тука во Балканот, на Балканот се гушиме од некоја корупција, од некој мито, и тоа мислам дека не е лошо да биде обработено во некој филм. Ја би го направил тоа. Се надевам дека и ќе успеам. Прогресот е само и исклучиво во новото, различното, посебното. Ова е ваша констатација. И длабоко сум уверен во тоа. Не постои друг начин за човек и лично да се менува, ама и целото општество да се менува и да оди на подобро. Без промена нема прогрес, мислам можеме и филозофски тоа да го дискутираме, уште од антиката има таква филозофија, можеме марксистички да го дискутираме, а можеме и едноставно психолошки и емотивно да го дискутираме, значи оно што ќе заглави и ќе остане на некое ниво, едноставно паѓа во апатија, без разлика дали е единка или е општество. Ние и како општество и како единки сме заглавени и затоа мислам дека ни треба една промена кон нешто ново, прогресивно, треба да се закачиме на некои прогресивни текови, малце да ја оставиме историјата. Мислам дека сите на Балканов боледуваме од премногу историја во нашите животи и во нашите општества. Треба малце да се тргнеме на страна и да сватиме дека треба да се менуваме, бидејќи светот се менува и само таму лежи вистинскиот прогрес. Ако велите дека сме заглавени во историја, зошто се фокусираме се уште или се навраќаме кон минатото, а не гледаме кон иднината? Така. Па не знам, можеби бидејќи не сме го... Зошто има потреба да се преиспитуваме? Така. Па можеби зашто сме длабоко несигурни во себе. Како нација, не го сакам многу тој збор, ама ајде така ќе го дефинирам. Несигурни сме во себе, не сме поминале некои битни етапи од историскиот развој, не сме доживеале просветление, не сме имале некои битни револуции кои што ќе не однесат напред. Така што жртви сме на некои историски специфики кои што се карактеристични за овој дел од, да речам, од Европа, од светот, ама на крајот на денот веќе сме влегле у 21 век, Отоманската империја одамна ја нема. Мислам дека треба да расчистиме со таа кочница, со таа временска капсула што не враќа назад цело време и едноставно да се отвориме кон светот и да сватиме дека не сме ништо ни полоши, а ни подобри. Едноставно сме такви какви што сме. Имаме некој елемент кој што е прогресивен и треба многу повеќе да се фокусираме на тој елемент, да ги оставиме другите работи назад. Ама патриархалното воспитување, немањето доволно интегритет и желбата да се живее во една конформистичка зона, а така нареченото патриархално семејство и организираната религија многу добро го нудат тоа, мислам дека не ставаат во некоја апатична состојба. Хопс рекол човек на човек волке. Да. До кога ќе живееме во ваков поларизиран свет? За жал се согласувам со Хопс, мислам дека сме како луѓе, дали ради его, дали ради некој чуден ген, да не одам во тој дел од муабетот, најверојатно сме заглавени повеќе во непријателство едни кон други, место во разбирање и во ценење на разликите. А се што треба е само да прифатиме дека сме човекот е уствари парадокс.
Знаеш, истовремено сме и многу различни од другите, ама сме и многу слични, да не речам скоро исти за многу работи. Треба да го прифатиме тој парадокс и да не мислиме дека разликите кај другиот не прават ни пријатели, туку едноставно не прават само поинакви и преку тоа прифаќање би можеле да одиме напред. Значи да не ги гледаме разликите како негативности, како непријателство, туку како начин да се оди понатаму, бидејќи разликата лежи во егото, а суштинската енергија на човечкиот род е иста. Според мене, тоа е некоја универзална душа, духовност. Има ли нешто што денес може да ве насмее од срце? А па да, најверојатно можеби некој муабет со некои блиски луѓе или евентуално ако погледнам некој скеч од не знам Монти Пајтон или некој забавен ситком, тоа може да ме насмее наискрено, ама се поретко се случува онака од срце да се насмеам во меѓучовечките односи, во меѓучовечките муабети. Тука претпоставам сите сме у некоја блага депресија и треба само да го гледаме поише на позитивното околу нас и како што кажа ти, почесто да се смееме. А дали е тоа предизвикано од ситком или од некаков муабет у кафич, на крај на ден не е ни битно. Битно да ја вадиме позитивната страна од нашите личности. Благодарам за разговорот и за гостувањето во емисијата. Ти благодарам тебе, ми беше задоволство, една прекрасна емисија, редовно ја следам и навистина сум благодарен што сум дел од овој концепт. Благодарам. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, во кој имавте можност да следите ексклузивно интервју со поранешната судика во Европскиот суд во Страсбур, актуелна судика во Врховниот суд и екс-судика во Уставниот суд Мирјана Лазарова Трајковска, во однос на најавите за реформи во македонскиот правосуден систем и најавата на мандатарот Христијан Мицковски за можност за распуштање на Советот на јавни обвинители и Судскиот совет. Во минутите кои беа зад нас, имавте можност да проследите интервјуи со професорот од Правниот факултет Драган Гоцевски. Со него се осврнавме на состојбите поврзани со одлуката за реформирање, поточно за реорганизација на владината државна управа. На крајот следевте разговор со филмскиот критичар и режисер Јане Алтипармаков. Следете не и идниот петок во исто време. Празник ќе биде, меѓутоа, тимот на Трилинг не мирува. Следете не. Довидување.